Новата 2018 година, освен неизвестност во големи дози, ќе донесе бран поскапувања. Известно е дека не очекува нова повисока цена на нафтените деривати, дизелот и бензините, поради зголемената акциза за 3 денари на нафтата, што заедно со ДДВ би значило дека ќе плаќаме 3,54 денари повеќе за литар. Последната најава е дека ќе поскапи и парното, и тоа за околу 30%. Неизвестно е и дали новиот закон за енергетика создава услови за поскапување и на струјата. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев неодамна уверуваше дека струјата нема да поскапи, но под услов да остане сегашната цена на светските пазари. Се очекува поскапување и на водата во повеќе општини откако Регулаторната комисија за енергетика ги соопшти новите тарифници. Поголемиот дел од јавните водоводни предпријатија бараат зголемување на цената на водата. Скопјани ќе добијат нова давачка за собирање, прочистување и одведување на отпадните води, а повисоки цени на водата се предвидени за жителите на Пробиштип, Струмица, Радовиш, Куманово, Битола, Прилеп, Ресен, Велес, Неготино, Струга, Кичево, Охрид, Брвеница и Желино. Ги прашавме граѓаните што мислат за најавените поскапувања и како тие ќе се носат со нив. Прво да сме живи и здрави. Парите нема да стасаат за моменталните примања што се на народот, нема да стасаат за давачките. Посебно сакам да нагласам за исклучените од парно греење. Неоправдано плаќаат догревање на станот, што воопшто го нема тоа догревање. Дали ќе ви стигнат парите за нешто, да речеме, во театарот да отидете? Тешко. Може, за тоа можеме да си приуштиме не стално. Може, мислам, прикладни се тие цени за култура, за ова. Меѓутоа, не е така често да се оди секоја недела или 5 пати во месецот, или еднаш кад може да си приуштим. Парите за тоа можда ќе ми стигнат, но имам други проблеми и со лекарства за жена ми и така. Но, во принцип, не е добро. Повеќето од луѓето практички нема да може да ги платат тоа. Тоа е моето мислење. Јас во моментов можам да ги плаќам, ама до година малце потешко. Дали ќе имате да си дозволите, не знам, за кино, за театар, за кафана да седнете? Многу ретко и многу слабо. Не стига тоа за у кафана. У кафана едно кафе 70-80 динара. Пример, вика. Ко сме двајца, тројца, тоа е 200-300 динара. Тоа е 1 кило месо, така? Така. Тоа е моето мислење. Не би требало да поскапува, ама може и нема да поскапува. Јас сум пензионер и не користам парно. Слушнав дека може нешто со пензиите да се зголеми. Па сега со мојата пензија скромно може да се живее некако и тоа е тоа. Јас се уште мислам дека и парното и струјата што ги спомнавте се доста подносливи во споредба со други трошоци. Сите најавени поскапувања пред се зголемувањето на цената на нафтата како енергенс кој учествува во формирањето на цените на низа стоки и услуги, ќе доведе до поскапување на серија производи на мало, земјоделските производи, превозот и транспортните услуги. Од прехранбените производи, пекарите веќе најавија дека во јануари ќе замесат нова цена на лебот. Новите општински власти како борба против загадувањето објавија зголемување на цената на паркинг услугите. Дека наредната 2018 година ќе го поскапи животот, покажуваат и податоците на Државниот завод за статистика. Индексите на трошоци на живот и на цените на мало во ноември годинава се повисоки од претходните месеци.